Новоосвестениот бугарин Христијан Пендиков, кој ужива лагоден живот во Бугарија под закрила на тамошните власти, ќе мора да се врати во Македонија и да се појави во Охридскиот основен суд. Бидејќи снимките од камерите на околните објекти каде што се случи инцидентот на 19 јануари се лоши и не се препознаваат ликови, туку само силуети, Пендиков ќе мора да сведочи дали го препознава 23 годишниот битолчанец кој е осомничен како учесник во тепачката. За таа цел Охридското основно јавно обвинителство од надлежните органи во Бугарија ќе ја побара точната адреса на која Пендиков престојува. Во меѓувреме се собираат докази дали на вистина учествувал во тепачка битолчанецот Борче Ангелов, чие име е актуелно во јавноста откако го обелодени бугарската организација Фондација Македонија. Ангелов, како и охриѓанецот Илија Спасески, се осомничени за кривично дело нанесување тешка телесна повреда од омраза. И двајцата се спаси од притвор. За Ангелов судот денеска донесе решение за определување мерки на предпазливост. Надлежниот јавен обвинител му предложи на судот, на сега осомничениот да му ги определи следните мерки. Привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање и забрана за употреба на лична карта за преминување на државна граница, како и обврска да се јавува повремено, на секој 7 дена на определено службено лице или кај надлежен државен орган. Осомничениот, исто како и претходно обвинетиот во оваа постапка, тврди дека има само македонско државјанство. Името на битолчанецот Ангелов низ медиумите се спомнува и како учесник на бројни меѓународни надпревари по боречки вештини, каде били наградуван. Инаку на 28 овој месец започнува судскиот процес против охриѓанецот Илија Спасески. Според обвинението, на 19 јануари осомничениот Спасески заедно со уште едно лице од омраза поради национална и етничка припадност го нападнале Пендиков, кој се изјаснувал како бугарин, го удирале со раце и нозе по главата и телото и тешко телесно го повредиле.